Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Прилеп, Советот на општина Прилеп денеска одржа својата 21 редовна седница на која што имаше повеќе точки кои што се во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Ке набрам неколку кои што се од исклучително значење за целокупното функционирање на општина Прилеп. Значи денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за утврдување на план на развојни програми на општина Прилеп за 2019 година. Знаете, тоа е обврска на Советот на општина Прилеп кој што има до 15 ноември да донесе одлука за развојните програми за наредната 2019 година, наредната буџетска година. Советот на општина Прилеп денеска донесе одлука дека од исклучително значење се следните капитални проекти кои што ќе бидат во 2019 година, а тоа е комплетна реконструкција на булеварот Гоце Делчев Прилеп и дел од улицата Прилепски бранители, со која се одделени околу 40 милиони денари средства од буџетот на општина Прилеп. Тоа значи комплетно уредување на градското подрачје, централното градско подрачје на општина Прилеп, регулација на сообраќајот, подобрување на партерно уредување во централниот град и подобрување на сообраќајната инфраструктура, поготово на овие две централни градски улици. Реконструкција комплетна на мостот на улица Трајко Николовски. Знаете, тоа е подрачјето на магазините од поранешни магазини на Центропромет. Таа улица комплетно се реконструира, но сепак остана во оваа година да се оддела средства за наредна буџетска година да се изврши комплетна реконструкција на мостот на тој дел од улица Трајко Николовски, со оглед на тоа дека тука се случуваат голем број на сообраќајни незгоди кои што зедува голем број на жртви и нанесена штета на моторни возила на граѓаните на општина Прилеп. Советот на општина Прилеп заедно со градоначалникот на општина Прилеп, локалната самоуправа презет обврска да се изврши комплетна реконструкција на овој мост, каде што го поврзува едно од најбитни сообраќајни грла во подрачјето на град Прилеп, индустријската зона која што се наоѓа во подрачјето на тој дел, каде што ќе биде реконструиран и изведен нов мост. Советот на општина Прилеп издвои средства за наредна година, 2019 година, околу 35 милиони денари за комплетна реконструкција на стадионот Гоце Делчев Прилеп. Тоа значи дека ние се залагаме онака како што треба, врз основа на проект, врз основа на изработени студии, да се изврши реконструкција на градскиот стадион Гоце Делчев Прилеп. Знаете дека во каква состојба беше оставен од минатата власт, со недоволно изработена техничка документација. Ние како одговорна локална самоуправа ќе превземе сите мерки во наредна година, 2019 година, да извршиме комплетна реконструкција, онака како што треба, со комплетна техничка документација и изработени вистински проекти. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за измена на распоред на средства на буџетот на општина Прилеп со одвоени средства за подобрување на условите во основните училишта, околу 850.000 денари за набавка на клупи и столчина во основните училишта, за помош на средните училишта со снабдување на течен мазут за оваа грејна сезона на средните училишта и обезбедување на гориво за домот за стари лица. Денеска донесе Советот одлука, знаете, на претходната седница на Совет, јас Комисијата за елементарни непогоди ги задолжив заедно со Комисијата за финансирање и буџет да подготват на каков начин ќе се изврши обештетувањето на граѓаните на општина Прилеп кои што беа зафатени со невремето во јули оваа година. Знаете дека голем број на граѓани од населените места и дел од приградските населби беа зафатени со едно сериозно невреме кое што нанесе сериозна штета на нивните земјоделски култури. Ние како одговорна локална самоуправа презедовме обврска дека од буџетот на општина Прилеп ќе се издвојат средства и на претходната седница донесовме одлука дека ќе се издвојат максималната можност во основа на закон да се издвојат средства, тоа е околу 6 милиони денари или 100.000 евра. Распределбата денеска Комисијата за елементарни непогоди и Комисијата за финансирање буџет донесе одлука дека ќе се издвои секој граѓанин кој што претрпел штета од ова невреме ќе добија 3% обештетување од страна на локалната самоуправа од вкупната проценета штета на неговата земјоделска обработлива површина. Значи денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за траен отпис на побарување од правни лица и самостојни вршители на дејност по основ на комунална такса за фирма, односно
деловна просторија, комунална такса посебно користење на музика во јавните локали, комунална такса за огласи, објави и реклами, комунална такса за користење на простор, пределовен простор. Тоа е претходната локална власт, за жал, не искористила можноста да ги наплати овие средства од правните субјекти во период од 31.12.2006 година до 31.12.2017 година. Тоа се средства кои што требало да влезат во буџетот на општина Прилеп и тие се средства кои што требало да бидат искористени за капитални проекти кои што ќе бидат во интерес на граѓаните на општина Прилеп, но сепак некој од јавната администрација, од претходното раководство на локалната самоуправа и претходниот градоначалник овие средства не ги наплатил. На денешната дебата во Советот на општина Прилеп од страна на советниците беше побарано одговорност на овие лица кои што не извршиле, не успеале да ги наплатат овие средства кои што требало да влезат во буџетот на општина Прилеп, па понатаму да бидат искористени во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Значи овие средства се на фирми кои што се избришани од централниот регистар на барање на Заводот за ревизија, затоа што тие средства кои што се долг спрема локалната самоуправа со секое креирање на буџетот, тие се преведуваат во претходната страна, но сепак овие фирми се веќе згаснати, не се водат во централниот регистар и средствата кои што требало да наплати претходното раководство на локалната самоуправа очигледно не направило никаков напор. Овие средства кои што се изнесуваат во вредност од 1.700.000 евра не биле наплатени и не се внесени во буџетот на општина Прилеп. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за кофинансирање на проект јакнење на капацитети на територијалните противпожарни единици во Пелагонискиот регион, Битола, Прилеп и Ресен, набавка на противпожарно возило за потребите на територијалната противпожарна единица Прилеп. Знаете дека ние како припадници заедно со Битола, Прилеп и Ресен припаѓаме во Пелагонискиот планински регион и учествуваме со одредени средства во проектот за набавка на ново противпожарно возило кој што ќе биде ставено во служба на територијалната противпожарна единица Прилеп и ќе се трудиме да ги подобруваме условите за работење на оваа територијална противпожарна единица Прилеп.